Париз, познат по блескавата титула град на светлината, деновиве ја смени естетиката, сметот и преполните корпи за отпадоци осамна на сите можни светски медиуми, а за последица на штрајкот на комуналните работници низ Франција, кои како и илјадници други французи деновиве протестираат против на брзина поведените пензиски реформи поддржани од председателот Макрон. Кои се новостите на оваа тема ќе дознаеме наредниве минути од колегата Тони Гламчевски, кој што го вклучуваме од Франција, наш дописник за македонската радио телевизија. Добро утро, Тони. Имаме многу информации на кои сакам и вести за кои сакам да продискутираме. Првата, која што е најнова и најактуелна, е дека државата е под метео аларм. Имаме силен ветер и интензивни врнежи од дожд. Кои се податоците и информациите кои што ги имаш на оваа тема? Добро утро, Кристина. Добро утро на дежурната екипа на Македонија на утро и на гледачите на македонската телевизија. Изутринава французите се разбудија со метеоролошка предпазливост, кој што наведува веќе се измерени на западот на Франција, на брегот на Ла-Манш и на Северното море ветер со брзина од 150 км на час, додека во внатрешноста веќе се чувствува до 80 км на час, така да се повикува на предпазливост. Многу паркови се затворени, а се очекуваат и силни породни дождови како што имаше случај вчера. Тоа е исто резултат на високите температури кои што се забележани во моментот во Франција, доста необични за овој период на годината, бидејќи на југот на Франција беа измерени во текот на вчерашниот ден на некои места скоро 30 целзиусови степени. Видов изутринава дека и кај нас во Македонија температурите се доста високи, околу 20 степени, како што покажавте предмалку, Кристина, за нашите гледачи. Така да и овде во Франција се очекуваат доста високи температури во текот на денот, што доведува до силно невреме и веќе бурата е крстена под името Матис. За сега не се најавени штети, но сигурно дека тоа ќе се случи со оглед на силните ветришта. Една од вестите за која што не престана чином да пишуваат светските медиуми се актуелните случувања со протестите во Париз, она што како фотографии, да речеме, најмногу не изненадија, а го споменав и во најавата, промената на естетиката на престолнината на Франција. Си го враќали Тони Париз препознатливиот лик или се уште мака мачите со чистотата, она што го знаме дека комуналните работници го суспендира штрајкот? Некои нови податоци на оваа тема? Тоа што, Кристина, штрајкот е суспендиран, но толку многу ѓубре е насобрано на париските улици што беше просто невозможно да се исчисти за овие за 2 дена кога е суспендиран штрајкот. Во некои арондисмани во Париз општината ангажира дури булдожери за да ги крени ѓубрето, но тоа сепак ќе потрае известно време. И честопати владе мислење дека Париз е навистина нечист град, но некој пат тоа се должи можеби и на начинот на кој што се однесуваат, можеби некој пат и туристите, но сепак и граѓаните. Тоа што ги видовме и обновите, како што гледаме сега во моментот во Париз, најчесто тоа беа запалени корпи за ѓубре и ѓубрето кој што беше оставено на улиците. Инаку што се однесува до самите протести, синоќ имаше повторно протести во Франција, овој пат беа директно поврзани со пензиските реформи. Всушност да се протестираше против насилството на кое што беше забележано од полицијата, така да само вчера во Париз беа уапсени 7 лица, многу помалку од вообичаеното. Немате такви остри судри како што имаше во минатиот период, што можеме да ги видиме во моментот на екранот на македонската телевизија. Продолжуваат протестите и натаму. Вчера пристигнаа некои информации дека, да речеме, ќе се ревидираат реформите, но исто така прочитав и вест дека председателот Макрон не се откажува од целата оваа приказна. Што е вистина овде? Тешко да се најде каде е вистината. Во моментот е на одмерување на силите меѓу синдикатите и председателот. Председателот на повеќе пати вчера исто така рече дека толпата народ не може да владее, бидејќи избраниците во парламентот се тие кои што одлучуваат, но сепак Макрон може да погреши многу со тоа што ја спроведе оваа реформа без консултации, без диалог со синдикатите, кој што беше прекинат уште во јануари оваа година, значи неколку месеци без диалог. Синдикатите бараат, посебно умерениот синдикат СДП преку својот лидер Лоран Берже, бараат суспендирање, односно пауза во реформата,
Сега сите очекуваат за ова реформа да се извести Уставниот совет, ако Уставниот совет рече дека е противуставносно донесена на противуставен начин, значи се ќе се врати во парламентот и ќе има диалог. Истовремено и премиерката Елизавета Борн најави дека е отворена, подотвори вратата за диалог со синдикатите, на некој начин таа игра и својата позиција, односно својата функција за премиер, бидејќи не е исклучено во Франција, тоа како пообичај кога ситуацијата станува затегната за председателот, премиерот служи како, што велат овде, како отпорник, кој што може веднаш да биде сменат и да се најде друг, и веќе се споменуваат неколку други имиња за наследство на да е наследат Елизавет Борн на функцијата премиер. Во меѓувреме започнува и парламентарна истрага за постапување на силите на редот заради прекумерна употреба на сила, не само кон демонстрантите против пензиските реформи, туку и поради други нови случаи, но се чини дека гневот на французите на оваа тема се таложи години наназад. Француските сили на редот веќе подолго време се покажани со прст и од меѓународните организации како Amnesty International, но исто така и како Советот на Европа или пак Обединетите нации, дека имаат прекумерна употреба на сила. Често пати можеме да слушнеме кога Франција се обраќа за некои други земји во светот да се употребува пропорционална употреба на силата, но очигледно дека со пензиските реформи претходно кога беа и жолтите елици дојде до прекумерна употреба на сила, се критикува начинот на кој што е вооружена француската полиција со средства за одржување на мирот, па и самата тактика кој што ја употребува. Тие употребуваат еден систем како на стапица, во кој што од една страна на улицата се поставува кордон, а од друга страна се мобилните екипи ја туркаат толпата на демонстранти по тој кордон и после тоа се апсат без разлика дали луѓето навистина учествувале во тие нереди, дали кршели или не. После тешко да се оправдаат пред судските органи, па дури и судиите тоа го забележа. Сепак имаше и елементи кои што беа навистина насилнички, кои што дојдат да се пресметаат со полицијата. За среќа нови последни демонстрации во Париз немаше многу тешко повредени и демонстрантите и кај полицијата, но за разлика на друго место, во западна Франција се издржуваше протест против изградбата на резервара за вода за наподнување, при што дојде до тешки судири со жандармеријата, при што имаше десетина тешко повредени, од кои што еден беше во животна опасност. Денеска тоа лице, како што јавуваат неговите блиски, излез од кома, значи неговиот живот повеќе не е во опасност. Што е интересно дека и Париски Либерасион и Париски Лемон дојдоа до документи во кои што покажуваат дека силите на редот им наредиле на спасувачките служби да не интервенираат во текот на 2 часа, што ги доведе во опасност луѓето. Затоа, посебно пратениците од бунтовна Франција, односно од левицата, побара отварање на парламентарна истрага. За сега тоа барање е во процедура и сигурно дека ќе има расправа за тоа како се раководеше со употребата на силите на редот, што гледате на сликите, некои пат се истија земени како цел, бидејќи се фрлаат камени коцки врзни, молотови коктели, па некој пат Париз наликува или пак на другите места на урбана герила. Париз е една, според светските статистики, најпосетена туристичка дестинација во светот. Оно што ме интересира, ги предомислија ли последниве случувања туристите? Тешко да се каже, бидејќи во овој период е така, да речам, мртвиот период кога паризјаните живеат во Париз и се го поминуваат своето време во Париз. И го видиме тоа за неколку денови кога започнуваат великденските одмори, да се види дали европските туристи кои што сепак се за сега се уште најбројни ќе се вратат во Париз. Париз е секој пат привлечна дестинација за светските туристи, односно посебно за американците и се разбира кинезите. Се очекува големо враќање на кинеските туристи после укинувањето на ковид мерките. Така да можно, мислам, би рекле дека Париз секој пат е интересен. Ланската година веќе беше забележан пораз на посетеността на туристите. Така затоа французите не стравуваат многу. Мислам дека сепак е привлечна дестинација. И само уште една тема сакам да отвориме во ова вклучувањето ни. Вчера Макрон го презентираше планот за вода, имено според информациите со кои располагаме до моментов јужниот дел на Франција се соочува со сериозна суша, па што предвидува конкретно овој план? Макрон најави како голем план, а всушност, како што би рекле еколозите, со беше само еден балон кој што се распрсна, или како меур со вода.
53 мерки кои што се доста скромни според еколозите и според специјалистите, бидејќи тоа оди од обично штедење на вода, барање во канализациите, што се за вода за пиење, да се намали губењето во канализациите, потоа запирање на наводнување, односно на миењето на автомобилите во пералните во случај на суша. Всушност сушата е присутна, иако денеска ние се наоѓаме под метеоролошка аларм или предпазливост заради врнежи, силни врнежи на дожд и силен ветер. Северниот дел на Франција е малку поштедена од сушата, сепак и јужниот дел веќе по некои места во Алпите или во Пиренеите беа забележани снабдување во селата со вода со цистерни, бидејќи изворите се пресушени, нивото на реките е намален минатото лето, па дури нуклеарните централи не можеа да функционираат, бидејќи немаше доволно вода за разладување во реките. Загрозен е животинскиот свет, се очекува намалување во Франција до 2040-2050 вода на 10 до 40% на нивото на реките. Тоа што загрижува е многу се подземните води кои што се еден вид резерварот на обновлива вода се толку многу намалени, а според планот на Макрон, како што го представи тој, се очекува само заштеда од 10% на целокупната потрошувачка на вода. Сепак најголемата потрошувачка на вода во Франција е од земјоделците, односно за земјоделието, скоро 40% од целокупната потрошувачка на вода. И тука се и проблема што го споменавме пред малку околу демонстрациите за изградба на резервоари на вештачки езера за вода со пумпање на подземната вода, а всушност за полнење на подземните резерви на вода е потребно многу време и сепак нема доволно време за да се наполнат, бидејќи врнежите ќе бидат се помалку и помалку чести, како што велат специјалистите за климата, а кога ќе има врнежи како денеска се поредни дождови кои што веднаш истекуваат во реките и во мориња. Отворивме многу теми, дел од нив ќе бидат актуелни во периодот кој што следува, дотолку повеќе причина повторно да те вклучиме на Skype и да продискутираме за истите. Тони, благодарам за ова јавување. Ви благодарам исто вас, Кристина, и само едно мало најавување, чоколадото за велигденските празници ќе биде многу поскапо во Франција, чоколадата. Тоа е за сите туристи кои што ќе доаѓаат да бидат внимателни да спремат Джепарлак Плюс, да. И за туристите и за французите. Благодарам многу за вклучувањето во утринската програма. Секако од понеделник со нови информации од Франција повторно те имаме во Македонија наутро. Тоа беше колегата Тони Гламчевски, дописник на Македонската радио телевизија од Франција.